Јапонскиот производител Toyota својот сега веќе култен SUV модел RAV4 и го представи на јавноста во Јапонија и Европа во далечната 1993 година. Во изминативе 32 години на тлото на стариот континент Европа се продадоа вкупно околу 2,5 милиони единици, а во глобални светски рамки Toyota RAV4 се продаде во импресивни повеќе од 15 милиони автомобили, што доволно зборува за значењето на овој автомобил во портфолиото на Toyota. И сега дојде моментот вредните и посветени јапонци на светот да му ја представат сосема новата 6-та генерација на Toyota RAV4. Сосема новиот RAV4 има нов робусен изглед, во кој е одлично вкрстено и новото лого на брендот. Димензиите се речиси исти како и претходникот од 5-та генерација. Во поглед на моторите ќе може да се избере варијанта само како хибрид или плагин хибрид, а според официјалните податоци, новиот плагин хибрид ќе може да помине до 100 км само на струја. Новата генерација на плагин хибридниот систем нуди литиум-јонска батерија која има за 30% поголем капацитет, со што ќе понуди поголема моќност, забрзување и ефикасност, паралелно со полесно и побрзо полнење. На брз полнач од 10 до 80% до батеријата може да се наполни за 30 минути, додека на домашен полнач има сериозно подобрување од претходните генерации и полнењето ќе се завршува за околу 3 часа. Моделот со погон на сите тркала, All-Wheel Drive I, управува со сила од 304 конјски сили, при што забрзувањето од 0 до 100 км на час се постигнува за 5,8 секунди. Новиот пакет на батерии, покрај подобрите, нуди и стандардни перформанси, со одлична оперативност во секакви услови, главно како резултат на новиот систем на ладење, кој оптимално ја лади батеријата, а овозможува и непречено функционирање и стартување и при студени стартови и ниски температури. Батериите на плагин хибридот се ставени под патосот, што придонесува за подобра динамика при возењето, преку понискиот центар на гравитација и зголемената ригидност на телото на автомобилот. Новиот RAV4 користи напреден софтвер за развој и проектирање кој го носи името Arena. Според луѓето во Toyota, системот Arena воведува нова ера на софтверско дефинирани автомобили кои сериозно работат на зголемување на безбедноста во сообраќајот, тежнејќи на крајот да се постигне ситуација на патиштата на кои воопшто нема да има сообраќајни незгоди. Во тој контекст, системот Arena вклучува неколку безбедносни системи кои имаат задача да му помогнат на возачот во возењето. Така, например, воведен е нов систем за безбедност Front Cross Traffic Alert, кој го штити возилото од опасности при преминување на прометни раскрстници и сообраќајници, а системот создава силен звучен сигнал во случај на опасност од сообраќајна незгода од било која страна. Автомобилот има и нов монитор за регистрирање на возила кои се движат во мртвата точка на ретровизорот, или така наречениот систем Blind Spot Monitor, BSM. Системот Lane Change Assist им помага на возачите мирно и безбедно да се престројат во другата коловозна лента. Во новиот RAV4 е вграден и системот за предупредување при опасност од судар. Тоа е така наречениот Pre-Collision System, кој прво пасивно го информира возачот со звучни сигнали за зголемената опасност од судар, а подоцна и активно помага при сопирањето на возилото со цел да се намали опасноста од судари. Секако, возачите може да ги искористат сите бенефити од системот со напредна функција за паркирање, при што возачот може да ја паркира својата Toyota излезен надвор од автомобилот со помош на својот паметен телефон. За дополнителна безбедност, ако возачот за секунда го крене прстот од екранот на телефонот, возилото веднаш запира. Во интериерот, сосема логично, новиот RAV4 носи и најново дигитално искуство и задоволство. Воведен е нов 12,9 инчен екран кој на возачот му ги дава сите потребни информации.
Покрај лесните за навигирање команди, постои и гласовен асистент кој може да ја управува навигацијата, аудио системот, температурата во возилото и комплетната контрола на функциите. Вграден е и 12,3 инчен екран зад воланот во кој е интегрирана и 3D Google мапа за полесно следење на ситуацијата и намалено деконцентрирање на возачот. Сосема новиот RAV4 ќе биде достапен и во верзијата GR Sport, која има поспортски изглед и дизајн. Особено се атрактивни новите ултралесни 12-инчни алуминиумски тркала и спортските елементи превземени од Gazoo Racing тимот на Toyota, како што се алуминиумските педали за сопирање и газ и спортски инспирираните седишта. На сајмот за автомобили во Шангај, Porsche го представи моделот 911 Spirit 70, кабриолет кој ќе се произведе во само 1500 единици и кој не враќа во 70-тите и 80-тите години од минатиот век. Овој модел од ерата на диското е дел од стратегијата Heritage Design, како веќе трети модел во низа во кој се користат мотиви од дизајнот на поранешни возила од палетата на Porsche. Замислен е да биде сериозен колекционерски спортски модел во лимитирана едиција, кој дополнително може да се кастомизира според желбите на клиентите. Во техничката основа на моделот 911 Spirit 70 се крие актуелната 911 Carrera GTS кабриолет со ефикасен хибриден мотор. Во комбинација со високоволтажен систем E-турбо и електричниот мотор, новодизајнираниот 3,6 литарски мотор постигнува моќност од 398 киловати или 541 коњска сила со вртежен момент од 610 ньютон-метри. 911 Spirit 70 веќе може да се порачува во официјалните дилерства. Специјално за овој модел, дизајнерите на Porsche ја креираа бојата Olive Neo, додека задната долна секција, предниот дел и класичните спортски тркала се во сиво-златна боја. Мекиот кров е црн, каква што е рамката од прозорците, и сето тоа на автомобилот му дава уникатен визуелен карактер. На предната хауба се поставени 3 црни ленти, детали кои наликуваат на безбедносните стикери од 1970-тите години, кога спортските автомобили лепеле линии на предната хауба за да бидат полесно воочливи во ретровизорите на возачите пред нив, без разлика дали се работело за возење на спортска патека или на автопат. Странично во црн круг
е поставена и бројката 70, што символизира реден број на спортски надпревар, но го означува и името на моделот. 911 Spirit 70 на предната хауба носи заштитен грб, кој речиси идентичен со историското лого на брендот од 1963 година. Во интериерот доминира специфичниот дизајн на материјалите паша во црна и олив нио боја. Инструмент кластерот ги комбинира историскиот дизајн и сосема новата врвна технологија. Направен е од 12,65 инчен дисплеј кој има бели покажувачи и скалести линии во аналоген формат. Зелените бројки доаѓаат од легендарниот Porsche 356. Дополнително, Porsche нуди и нова апликација за Apple Vision Pro, која им дава можност на корисниците да се вратат во 70-тите години и да си го дизајнираат своето возило од соништата. Се што вози работи подобро со Liqui-Moly. Моторни масла и адитиви, произведени во Германија. Ladies and gentlemen, please welcome Thomas Schäfer, CEO of the Volkswagen brand. Today is a very special day for me.
Since taking on this role, my top priority has been to bring Volkswagen back to what it truly is, Volkswagen. And you know, I've been in the auto industry for over 30 years. I've been all over the world, America, Asia, Africa, and no matter where you go, people love Volkswagen. But why? Volkswagen has always been about more than just mobility. The idea has always been to give people something that becomes a part of their everyday lives. But we wouldn't be Volkswagen if we wouldn't shift up a gear. By 2027, we'll have introduced 9 new models in Europe, and one of them, conveniently, is here on stage with me tonight, the ID to All. This is a show car, but it gives already a very clear preview of what the production version will look like. With this car, we're making a bold move in the 25,000 euros EV segment next year. And by the way, this car has 2 siblings, a sporty GTI variant and a spacious SUV. And don't worry, more compact cars and SUVs are on the way. I still remember the reactions when we unveiled this one. Everybody said, finally, a proper VW again. What a fantastic car. But to be honest, I also heard people say, that's not enough. You are Volkswagen. You should offer a Volkswagen that everyone can afford, which means we also needed a true entry-level EV. Let me tell you something. If you think supercars represent the pinnacle of automotive engineering, think again. The true Champions League belongs to those who can develop and build a high-quality car with great range, cutting-edge software architecture for around 20,000 euros. Our team has taken on this challenge. And what can I say? When we do something at Volkswagen, we do it properly. And here it is, the ID Everyone. This is for you. For the sunrise chasers and the just 5 more minutes snoozers. For the loud laughers and the quiet thinkers. For the playlist curators and the radio surfers. For the let's take the scenic route people. And the we'll get there when we get there crowd. We'll get there when we get there crowd. For the busy, the bold, and the never stop moving. For the reflective, the spontaneous, the life at their own pace kind. For the digital generation, the early adopters, and everyone else. For those who love the thrill of making something new. And those who know what makes a Volkswagen. Compact yet spacious, smart, intuitive, designed for you. Designed for you. Designed for you. It's a
car made for everyone. Thank you. Hello, ID everyone. So glad to see you. One thing is clear, this is not just any small electric car. It is a true innovation driver, something that once again sets new standards for Volkswagen. Kai Grünitz, our CTO, and his team have poured their heart and soul into developing this model. And nobody could explain the idea behind the car better than Kai himself. Kai, come on over. Please welcome Kai Grünitz, member of the board of the Volkswagen brand, Technical Development. Yeah, thank you, Thomas, for the very warm welcome. To be honest, I couldn't wait for this great reveal because for me, it's an amazing car. And to be honest, it is even much more. For some companies, developing a software-defined vehicle is the most important topic for their future. But let's be honest, software that defines a car, really? Is this the right approach? We at Volkswagen, we believe the customers should be at the center of our doing. Their needs, their interests, their preferences. From the very first brainstorming for a new car, in our daily work, when we design, develop, and test a new product, customers is a good keyword because the name of our small car says it all. ID everyone. And it's not just a play on words with the number one. It also shows who the car's customers are. Everyone. It is driven by young people as well as older people, from beginners to old hands, as an everyday car or as a second car. And let's not forget our commercial customers, such as delivery services or care services. From the very beginning, we took a close look at what these customers want and need and derived functions and interior concept from this. And the result? That's the ID Everyone, a real Volkswagen. That's why we are not developing a pure software-defined vehicle. We are developing a customer-defined vehicle. A car that supports its driver in everyday life. One that simply fits like your favorite sneaker. A car that perfectly and seamlessly integrates the digital life of its driver and other passengers. A car that is highly updatable, as we all know it from our smartphones. But this requires a redesigned, high-performance software architecture. And because we are Volkswagen, we are not using it in the most expensive vehicles first. We are delivering bottom-up. The production version of the ID Everyone will be the very first car in the Volkswagen Group to get this new software architecture. It will be ready as early as 2027. It will be one of the most modern and performant software architectures in the entire industry and affordable for many. Отмено и во блескав стил. Како што впрочем му прилега на еден италијански автомобилски бренд, челниците на Алфа Ромео на езерото Комо во дводневниот настан Fuori Concorso 2025 ја представија својата нова книга Алфа Ромео 33 Stradale. Книгата, која се очекува да биде вреден колекционерски примерок, е посветена на генезата и историјата на сосема новиот суперспортски автомобил Алфа Ромео Stradale 33, кој започна да се произведува во минатата 2024 година, а ќе престане да се произведува кога ќе стигне до својот 33-ти примерок.
Новата книга на посетителите им ја представи Кристијано Фиорио, директорот на комуникации на Алфа Ромео. Да видиме што кажа на настанот господинот Фиорио. We wanted to make a book about 33 Stradale because we believe that all the clubs around the world, all the fans of the brand and of Alfa Romeo deserve to know the story of why we decided to recreate this icon, this myth. So we did a book with the protagonist of who made the car, who made the project, and we wanted to tell the real story from the first sketch to the real delivery of the first car. This is what it is in the book. It is a project that we did together with Restore International. It will be translated in English and of course in Italian. It will be presented in Lake Como today and during Pebble Beach this summer. I hope that all the readers will enjoy, because this has to be a collector's item, as this is a super car, a super collector's car. Thank you very much. На ивентот Fuori Concorso крај езерото Комо, што се одржува од 2019 година и на кој се прославува автомобилската култура, честопати се одржуваат и разни престижни настани, промоции и изложби на автомобили. Ова 2025 година, темата на која главно се организираа настаните беше Velocissimo Italian Race Cars, што особено ги привлече фановите на италијанските спортски автомобили. А во таа сфера, Алфа Ромео има многу адути. Па затоа, брендот ја изнајми вилата Сукота, која трансформираше во каса Алфа Ромео и во која на посетителите им прикажа околу 15 легендарни модели. Меѓу ретките музејски примероци, во куќата на Алфа Ромео се најдоа и моделите 6C 1750 Гран Спорт од 1930 година, спортската Giulia TZ2 од 1965 година, 33 TT12 од 1975 година, GP Tipo 159 Alfetta од 1951 година и уште многу други музејски експонати. Легендарните историски модели на Алфа, како на уметничка изложба, полека водеа до кулминацијата, а таа беше представена во сосема новиот супер спортски автомобил Алфа Ромео 33 Stradale. Во продолжение, уживајте во овие прекрасни снимки на автомобилската култура и традиција на Алфа Ромео.